Македонскиот премиер Христијан Мицкоски за денеска на Светскиот економски форум во швајцарскиот град Давос најави повеќе билатерални средби со представници на компании и со неколку европски лидери. Тој оттаму информираше дека на вториот ден од самитот имал инспиративни и продуктивни средби со голем број мултинационални компании, на кои било разговарано за теми од областа на енергетиката, здравството и високата технологија. Премиерот најави инвестиција од над 100 милиони евра на компанијата која доби дозвола за трет мобилен оператор во земјата 4G. Првиот човек на македонската влада стави посебен акцент на панелот за енергетика, каде бил активен учесник и говорник заедно со секретарот за енергетика на Соединетите Американски држави Крис Рајт. Според Мицкоски, Македонија не смее да остане нем наблюдувач на енергетските процеси, туку треба да биде активен учесник. Тој потенцира дека повторно треба да се активираат како што потенцираше можеби заборавените енергетски проекти во минатото како што се Чебрени галиште, Бошков мост и останатите, со цел да се понуди потенцијалот за инвестиции во обновливи извори на енергија на голем број од инвеститорите кои што покажале несомнен интерес. Првиот заменик министерот на владата Беким Сали, како дел од македонската делегација на самитот во Давос, денес бил присутен на два панела. На панелот за клима, конфликти и грижа, министерот зборуваше за важноста на диалогот и регионалната меѓународна соработка, а на панелот Балканот, историја, стабилност и иднина, зборуваше за регионалните предизвици, европската интеграција и економскиот развој како столбови за мир и долгорочна стабилност. Самитот во швајцарскиот град завршува утре, пошто премиерот Мицкоски и делегацијата се враќаат.